Младите социјалдемократи со остри критички ноти упатени кон лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. На денешната пресконференција одржана на експресниот пат Свети Николе Миладиновци, под младокот на оваа партија укажа дека Мицковски е многу лош пример за нив, бидејќи се крсти во сиромашниот народ кој му ја обезбедува фотелјата, додека тој парадира со луксузни автомобили. Очајниот губитник Христијан Мицковски продолжува со неодговорно, незрело однесување, опасно по јавното здравје и спротивно на интересите на граѓаните. Денеска, безидејниот Мицковски повторно ќе организира така наречени протести кои се со единствена цел – спас на неговата фотелја во Белиот дворец. Дефилето со луксузни автомобили за одбрана на криминалот на ВМРО-ДПМН денеска ќе заврши во Штип. Поучени од претходните вакви така наречени протести со автомобили, ги советуваме приврзаниците на Мицковски, луксузните автомобили, тие на М, да ги остават овде, а потоа кон Штип да продолжат со стари автомобили. Токму така правеше и нивниот ментор, криминалецот во бегство Никола Груевски, со мерцедесот од 600.000 евра, кој го менуваше пред да влезе во некое населено место. Почитувани, во време кога се соочуваме со есенскиот бран на коронавирусот, Мицковски продолжува да се однесува незрело и да биде закана по јавното здравје. Во собранието, пратениците на ВМРО-ДПМН ги обструираат измените на законот за заштита на населението од заразни болести, а надвор одржуваат јавни собири на кои редовно се прекршуваат мерките од заштита од COVID-19. Класично деструктивно действување на губитникот Мицковски. Ништо не се менува во ВМРО-ДПМН, предводено од Мицковски. Оваа партија знае само да брани криминал и да се обидува да го поткопува здравствениот систем. За нив, личниот и партискиот интерес е далеку пред интересот на заштита на здравјето на граѓаните. Затоа губат 3 пати на избори, затоа се опозиција и затоа уште многу долго таму и ќе останат. Символично обезбедувајќи паркинг простор покрај оваа магистрала, под младокот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Свети Николе јасно укажа дека само угледна, народна, примерна и одговорна опозиција е добра опозиција, наспроти опозицијата на Мицковски која сеела демагогија.